Кратки најави за денес. Есента на брегот на Охридското езеро резервирана за конгресен туризам. Заеднички проект на Охридската и библиотеката од Врање. Промоција на виртуелните реконструкции на Охридскиот антички театар и базиликата Свети Еразмо. Ревија на народни носи Струга 2023. Вртоглаво расте бројот на жртви од поплавата во Либија. За најавените и за останатите настани од денес ке ве информираме во Дневникот, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло со максимални 28 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон четврток претежно ведро и свежо. Утре локално во северозападна североисточна Европа, над Алпите, на северните делови на Апенинскиот и Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со слаби локални врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево со локална облачност и топло. Во северните делови на полуостровот умерено облачно и нестабилно со дожд и топло. Максималните дневни температури од 23 до 33 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток претежно сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и топло со умерен северен и северозападен ветар до 15 км на час. Минималните температури во благ пораст ќе се движат од 8 до 18 степени, дневните температури од 25 до 34 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток претежно сончево со локална облачност и топло време. Минималната 15, дневната 27, а во петок и сабота претежно сончево со локална облачност и топло. Минималната 16, максималната дневна 27, односно 26. Во недела не очекува претежно сончево време со локална облачност. Попладни услови за слаби локални врнежи од дожд. Утринската 17, дневната 25 степени Целзиусови. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Есенските месеци на брегот на Охридското езеро резервирани за конгресниот туризам, после добрата туристичка сезона која ги надмина очекувањата. Од Хотелската асоциација велат, оваа зима нема да има затварање на хотелите. Продолжената туристичка сезона ја јакне локалната економија, но и ги задржува младите во земјава, велат од Агенцијата за туризам. Есенските месеци на брегот на Охридското езеро резервирани за конгресен туризам. Од Хотелската асоциација велат и во септември и октомври ќе има солидна исполнетост. Закажани се голем број конгреси, конференции и семинари. После добрата туристичка сезона, очекувањата се дека оваа зима нема да има затворање на хотелите. Мислам дека оваа година нема да има затварање со оглед на тоа дека овие месеци се толку исполнети. Значи, не знаеме што ќе носи понатаму зимата, но очекуваме дека ќе бидеме доста исполнети тогаш со оглед на тоа дека многу се одбиваат заради немање место во овие простори, така да некои ќе бидат приморани да ги прават нивните семинари, конгреси или останати други работи во тие месеци. Продолжената туристичка сезона ја јакне локалната економија, но и ги задржува младите во земјава, велат од Агенцијата за туризам.
една од основните причини поради кое што младите во изминатиот период ни заминаа од струга е токму тоа што во угостителството може да бидат ангажирани 1 до 2 месеци максимално, во текот на годината нема друго што да работат и од таа причина продолжувањето на туристичката сезона ќе овозможи тие да ни останат тука. Оваа туристичка сезона ги надмина очекувањата на туристичките работници. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во периодот од јануари до јули годинава во споредба со истиот период лани бележи пораст од 25%. Најголемо зголемување има кај странските гости, и тоа 44%. Зголемен бројот на туристичките посети во првата половина на оваа година во споредба со минатата година, информираат од Државниот завод за статистика. Особено радува фактот што зголемувањето на странските туристи е поголемо од 40%. Значително зголемување заводот бележи и кај остварените ноќевања, од кои они од странските туристи во однос на истиот период минатата година се поголеми за речиси 30%. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јули оваа година изнесува 197.273, од кои 46% се домашни туристи, а 54 странски. Бројот на ноќевања во јули 2023 година е 742.970, од кои 71,4% се домашни, а 28,6% се странски. Во периодот од јануари до јули 2023 во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 25,3% и тоа кај домашните има зголемување за 1,2%, а кај странските за 44%. Во периодот јануари-јули 2023 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевања е зголемен за 12,4% и тоа кај домашните туристи за 0,7%, а кај странските има зголемување за 28,4%. Деновиве во Охрид во посета на Охридската библиотека се представници колеги од јавната установа библиотека Бора Станковиќ од Врање, Република Србија, предводени од директорот Зоран Најдиќ. Библиотеката Григор Перличев од Охрид и библиотеката од Врање во јуни годинава потпишаа протокол за соработка, а ова изближување кое е резултат на проект со кој Охридската библиотека конкурираше и го доби од Министерството за култура, а во рамки на годишната програма за работа во 2023 година. Со презентација на тема обработка, презентација и негување на културниот идентитет на Врање, библиотекари од Врање, соседна Србија, деновиве во Националната установа Градска библиотека Григор Перличев, ја продолжуваат работната посета како дел од проектот со кој Охридската библиотека конкурираше и го доби од Министерството за култура во рамки на годишната програма за работа во оваа 2023 година. Соработката меѓу двете установи паралелно се одвива на неколку нивоа, преку реализација на голем број активности. Ние како институција сме многу заинтересирани за она што тие го имаат како напредок, дигитализацијата на нивниот книжен фонд, проект кој ние го прифативме со помош токму нивна, а ние пак им помогнеме во она што сме малку понапред, а тоа е заштитата на старите и ретки книги, проект кој исто така ние го финансира Министерството за култура, а на кој сме веќе речиси при крај. Во нашето гостување во Врање однесовме еден дел од македонска литература која им ја подаривме на колегите во Врање и тоа се случи и обратно. Тоа значи дека ги избогативме нашите книжни фондови на македонска и на српска литература. Јовановски информираше дека при посетата во Врање донирани се и литературни изданија за македонското бројно друштво кое функционира во Врање. Во план е размена на програма која се однесува на современата книжевна сцена од Врање, односно можност писателите од Врање кои имаат значајно место на српската литературна сцена да се представат во Македонија, информираше Зоран Најдиќ, директор на јавната установа библиотека Бора Станковиќ од Врање. Mi smo već imali par kampanja što se tiče digitalizacije, to je jedan ozbiljan. Ние реализиравме неколку кампањи кога станува збор за дигитализацијата. Еден доста обемен и сериозен процес, од кој произлегуваат голем број обврски, кои ние како културна установа, која претендира да биде еден од лидерите на културната политика, да ја споиме традицијата со современите технологии, да бидеме први кои книжниот фонд ќе го обработат и афирмираат. Ваквите институционални соработки во било кое поле од општественото живење се можност за дополнително продлабочување на ионака одличната соработка помеѓу Србија и Македонија, кажа Михајло Филев, почесен конзул на Србија во Македонија. Денеска сум среќен и горд што тука можеме да ги примиме нашите драги пријатели, браќа и сестри од соседна Србија. Тој е директорот на Вранската библиотека,
господинот Зоран Едич со неговиот прекрасен тим и нашиот добар домакин, директорот на Охридската библиотека Григор Прличев, господинот Милчо Евановски. Ова е еден прекрасен проект кој веќе го започна во Врање пред 3 месеци и тоа ќе допринесе за една културна соработка во сите сфери меѓу двете библиотеки, а со тоа ќе се отвори уште едно поглавие за да може да се вклучат и други библиотеки да се умрежат во поголеми проекти. Во таа насока наскоро Охридската библиотека со соработка со Националната установа Градска библиотека Кочорацин од Тетово ќе биде дел од еден трилатерален проект со сродни културни установи од Котор, Црна Гора и Корча од соседна Албанија. Промоција на виртуелните реконструкции на античкиот театар во Охрид и базиликата Свети Еразмо. Презентацијата е во рамки на проектот Дигитализација и промоција на културното наследство во Охрид на Сдруженијето за одржлив развој на животната средина, регионален зелен центар од Охрид. Настанот ќе се одржи во петок 15 септември во дворното место на музејската зграда Куќа на Робевци Лапидариум со почеток во 19 часот и 15 минути. Проектот Дигитализација и промоција на културното наследство во Охрид на Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина, регионален зелен центар Охрид, се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 Reload 2, која е финансирана од Европската Унија, а ја имплементира програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Проектот Дигитализација и промоција на културното наследство во Охрид е кофинансиран од општина Охрид. Ревија на народни носиви во Струга 2023. Ревијата ќе се одржи на 16 септември сабота во Центарот за култура Браќа Миладиновци Струга со почеток во 19 часот. Годинешната ревија на народни носи е на тема Машки народни носи и со тоа на сцената секој ревијалец учесник ќе презентира една или повеќе народни носи со кои треба да ја опфати тематиката на годинешното издание, велат организаторите, додавајќи дека се пријатно изненадени од бројот на пријавени. Новогодинешната ревија на народни носи во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга во соработка со Домот на културата Македонија од Гевгелија. Премиерно ќе биде емитувана и филмската адаптација Лазаренки, реликвија на етничкиот предел Бојмија. Влезот е слободен. Сообраќајната култура не само на возачите, туку и на пешаците се уште е на многу ниско ниво. На 12 септември годинава во периодот од 9 до 14 часот на подрачјето на СВР Охрид при преземени сообраќајни контроли, полициските службеници затекнале 39 пешаци кои извршиле небезбедно минување на коловоз, односно преминале улица надвор од обележан пешачки премин. 14 во Охрид, 15 во Струга, 7 во Кичево и 3 во Дебар. Против нив се поднесени соодветни платни налози, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Следуваат вестите од светот. Бројот на загинати во разорните поплави во градот Дерна во источна Либија драстично се зголеми. Во соопштението за медиумите, Министерството за внатрешни работи наведува дека загинале 5300 лица и илјадници се водат како исчезнати. На социјалните мрежи се појавија видео тела расфрлени по улиците во близина на болницата која не може да прими толку многу мртви. Преживеаните од поплавите во Либија претходно опишаа дека слушнале експлозија кога една од двете брани во Дерна пукнала, а цунами го зафатил градот. Водата се искачила до третиот кат на зградите. Некои избегале скокајќи од покрив на покрив, други со часови останале во своите поплавени станови, а водата речиси стигнала и до таваните. На влезот во Дерна, град со 100.000 жители во источна Либија, група преживеани побарале за солништот како нивните домови биле уништени. Многумина во пижами и влечки, бидејќи немале време да се пресобличат, трчале најбрзо што може да се спасат. Други градови, населени места погодени од уништувањето кој се случи за време на викендот се Бенгази, Бајда, Ал-Марч и Суза. Најмалку едно лице загина, 2 се ранети во пукање во средно училиште Света Елена во американската сојузна држава Луизијана. Според неофицијални информации, едно лице е пренесено во локалната болница, јавува локална телевизија огранок на телевизиската станица ABC. Вториот повреден е префрлен во детската болница во Батон Руж. Гори бродоградилиште во Севастопол, Крим, 2 бродови се уништени откако Украина рано утро го нападна пристаништето со 10 ракети и 3 глисери, соопшти Руското министерство за одбрана. Противвоздушната одбрана соборила 7 ракети, а патролниот брод ги уништил сите 3 чамци, додало Министерството на социјалната мрежа Телеграм. Стратешкото бродоградилиште на полуостровот, анектирано од Русија во 2014, гради и поправа бродови и подморници за руската црноморска флота која изврши бројни напади со беспилотни летала и крстосувачки ракети врз Украина. Официјален Киев се уште не се огласил. Украина никогаш не презема одговорност за напади во Русија или на украински територии контролирани од Русија, но во последните месеци се зборуваше за уништување на руската војна инфраструктура, што ја помага контраофанзивата на Киев.
Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Москва ќе и помогне на Северна Кореја во изградбата на вселенски сателити. Путин го пречека севернокорејскиот лидер кој со воз пристигна на железничката станица на космодромот во рускиот регион Амур, пошто следеше посета на комплексот за лансирање на вселенскиот ракетен систем Сојуз-2. Ќе има посета на Русија на покана на Путин со кого имаше билатерална средба. Путин најави дека на средбата ќе се разговара и за воено-техничка соработка. Ким Џонг Ун верува дека неговата сегашна посета на Русија прва во последните 4 години ја покажува важноста на стратешките односи меѓу Русија и Северна Кореја, објави Севернокорејската новинска агенција. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.